Повеќе од 10 наставнички од основното училиште Свети Кирил и Методи заминаа на неколкудневно патување во Венеција по повод одбележување на празникот на жената 8 март. Во меѓувреме, за нив работата ја вршат оние кои не отишле на приватното патување. Часовите на отсутните наставнички ги заменуваат колешките. Канал 8 дознава дека одредени часови не се ни одржуваат. Родители на ученици од ова училиште од предметна настава кои изгубиле часови реагираа до Канал 8 и како што дознаваме од нив, часовите на отсутните наставнички не биле заменети од причина што немало кој да го стори тоа, затоа што по одреден предмет сите што го предаваат отишле на прославата. Замената на наставниците од предметна е покомплексно и посложено од онаа во оделенска настава, оти во овој случај нема кој да ги одржи часовите. Ако по одреден предмет се случи сите наставнички кои се вработени да искористат шансата да отидат на приватното патување, тогаш загубата на часовите е неизбежна. Револтирано реагираа родителите кои не сакаа да зборуваат пред камера. Што се однесува за часовите од оделенска настава, родителите рекоа дека не се согласуваат и со фактот да се заменат часовите на децата, па само една наставничка цел ден или два да им држи настава на повеќе од 50 деца. Тука се губи на квалитет во самата настава, додаваат родителите, и потенцираат дека 8 мартовското патување ни најмалку не е реална причина децата да губат или да заменуваат часови во редовната настава. Колку треба да трпи наставата и учениците заради одредени приватни забави на наставничките, меѓу другото тема и на денешната 17-та седница на Советот. Дали можете денес вашиот советник за образование да го пратите во основното училиште Свети Кирил и Методи и да утврдите дали децата имат настава или немат настава или се заминати на некое приватно патување. Што се однесува за прашањето за советникот за образование, ќе испратиме ние човек денеска, јас не верувам дека може да не се држи настава заради тоа што има обврска. А самиот советник е денеска одсутен. Има право на годишен одмор, а што се однесува до тоа има заменици, па тие ќе отидат таму и ќе видат дали се работи или не се работи. Значи не сакам со такви наметнувања да ние манипулираме со јавноста дека не се држи настава во основното училиште Свети Кирил и Методи. Тоа е многу опасна теза која што се пушта и пред камери, и пред советници, и пред граѓаните. Значи ние децата ги праќаме да учат. Децата, наставниците во училиштето се таму за таа намена. Отсуствата од работа се дефинирани во Законот за работни односи и одредени наставници во одредени периоди може да отсуствуваат од работа заради лични или други причини. Но она што е посебно важно е да нема прекин на наставата и воспитно-образовната работа, рече државниот просветен инспектор Диме Атанасовски. Според неговите сознанија, како што рече, за помалите ученици од оделенска настава направени се адекватни замени на часовите со цел учениците да не губат од настава. Што се однесува за часовите од предметна, Атанасовски рече дека нема информации колку и кои наставници отишле на прослава и дали за истите е направена соодветна замена. Атанасовски додаде дека 8 март е празник на жената и не е дефиниран како државен и затоа треба да се одбележува на сосема поинаков начин. Понекогаш наставничките може да направат прошетки кои како такви позитивно влијаат на климата и соработката помеѓу нив и мотивацијски делуваат на нивната работа. Меѓутоа, никогаш не сме да се прави тоа на штета на учениците, потенцираше Атанасовски. Доколку Советот на општината и градоначалникот покренат иницијатива за утврдување дали и колку часови се изгубени и дали се соодветно заменети, тогаш просветните инспектори ќе направат инспекцијски надзор согласно законот, ќе се одлучува дали некој треба да сноси евентуална одговорност. Рече Атанасовски и додаде дека во секој случај тука мора да се слушне мислењето и на родителите и дали истото е прифатено од нивна страна.